Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Клара, готвач член на нашата веб страница. Клара ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти – колачи нутела изненадување. Да започнеме со состојките. За тестото ќе ви треба едно јајце, 300 грама брашно, 125 грама путер, 100 грама шеќер, 50 мл млеко, 30 грама чоколадо, прстов сол, едно лажиче ванилин екстракт и половина лажиче прашок за печиво. За полнењето ќе ви треба 200 грама нутела и 100 грама шеќер во прав. Ќе ви треба и половина шолја лешници. За подготовка на овој рецепт користиме делимано плитка тава и кујнски сецко. Ќе започнеме со подготовка на нутела филот. Измешајте го убаво нутела кремот со шеќерот. Направете мали топчиња и оставете ги одвоени едно од друго на рамна подлога. Ако е топло во просторијата, ставете ги во фрижидер. Растопете го чоколадото во млекото. Изматете го путерот со шеќерот и ванилата и потоа додадете го јајцето. Изматете убаво. Додадете ги брашното, печивото и малку сол и почнете да месите со рака. Постепено додавајте го млекото со растопеното чоколадо. Измесете глатко тесто и ставете го во фрижидер малку да се стврдне, за да може полесно да работите со него. Лешниците издробете ги крупно. Тестото развлечете го помеѓу два листа хартија за печење во кора со дебелина од најмногу половина сантиметар. Извадете го горниот лист и тестото исечете го на коцки од 10 по 10 сантиметри. Во секоја коцка ставајте по едно топче нутела фил, затворете го со тестото, па свиткајте го колачето во форма на топка. На крај извалкајте го во крупно мелените лешници. Колачите редете ги во плитката тава, така што секое благо ќе го притиснете. Печете ги 15 минути во загреана рерна на 180 степени. Овие колачи стануваат потврди од како ќе се изгладат, па затоа не го надминувајте ова време на печење, дури ако ви изгледаат недопечени. Сервирајте ги колачите на чинија со дробени лешници како декорација. Овие колачи ќе бидат навистина пријатно изненадување за вашите гости. Послужете ги со кафе за возрастните и шолја топло млеко за помалите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.